Денес правиме интервју со Виктор Цветковски, иницијатор за формирање на граѓанската опција за Македонија. Господине Цветковски, на локалните избори освоивте задоволителни резултати, 2 места во Советот на Куманово. Задоволни ли сте од постигнатите резултати? Повеќе од задоволителни резултати, ако се земе дека позади нас оставивме многу политички партии кои што воопшто не успеа да влезат во Советот на општина Куманово со своите кандидати. Политички партии кои подолго време обстојуваат на политичката сцена. Ние излеговме како независна листа која што се формираше некаде 3-4 месеци пред локалните избори и успеавме да направиме да се избориме за 2 мандата во Советот, што и од самиот почеток кажавме дека тоа се советници кои што ќе го застапуваат интересот на граѓаните, кои што нема да бидат оние кои што ќе ги бранат интересите на партиите, и во овие неколку месеци од функционирање на Советот тоа го и покажуваме. Значи, сме конструктивна опозиција, не ги поддржуваме предлозите кадровски посебно на локалната самоуправа, а даваме поддршка на оние проекти кои што се од интерес на граѓаните. Поминаа веќе неколку такви проекти каде што добија поддршка и од советниците на независната опција кога ако не сега. Значи, во делот на Чиња, тој проект доби поддршка од советниците на кога ако не сега. Значи, одредени измени во делот на детални урбанистички планови и така натаму и одредени други одлуки добија поддршка на граѓани, на независната политичка опција, така да таквиот настап наш во Советот на општина Куманово ќе продолжи. Значи, конструктивен, не сме дел нити од политичкиот блок на опозицијата во Советот, не сме ни од политичкиот блок на позицијата, едноставно исклучиво се водиме од она што сметаме дека е од интерес на граѓаните, а не строго водејќи се од интересите на политичките партии, нивни кадровски пополнувања. Завршија 100 дена владење на локалната власт. Што сметате за сработеното? Оваа власт е многу повеќе од 100 дена и во континуитет продолжува. Значи, конкретно владењето на господинот Дамјановски во Куманово. Значи, не може да избегнеме дека ова е негов трет мандат, не е нов, па да му се даваат нови 100 дена, но ние се водевме од тој политички бонтон и нормално бевме и се придржувавме на тие 100 дена, но мора да земеме во предвид дека во периодот кој што следи, граѓаните на општина Куманово ќе ја плаќаат цената на погрешните политики кои господин Дамјановски подолго време ги води. Значи, ако во првиот мандат тоа не се гледаше, се влезе со одредени проекти крупни, што апсолутно беа поддржани и од граѓаните на општина Куманово, во наредниот втор мандат веќе почнаа слабостите да излегуваат на површина. Значи, ние сме локална самоуправа која стана експерт за продуцирање на јавни предпријатија, кои што во суштина се натовар на локалната самоуправа. Тоа е погрешна политика и доаѓате во ситуација да буџетот биде блокиран. Немате инвестиции во реалниот сектор, значи во она што се инфраструктура, она што му треба на граѓанинот, туку во потрошувачи, во јавни предпријатија. Куманово газ е комплетно натовар на општина Куманово. Куманово паркинг на примопредавањето на двата директори е во долг од 500 до 600 илјади евра. И тоа се огромни пари кои што општината ќе треба како нејзин основач да ги поднесе. И во една таква продукција на јавни предпријатија кои што ви се само натовар на општината, и ако на тоа се земе, значи господин Дамјановски стана експерт во делот на инсталирање на негови кадри и лични поврзани со него, дури и семено поврзани, во делот на скоро сите сфери во општина Куманово, ќе видите дека со такви политики во овој момент, значи дали се работи за медицината, дали се работи за спортот, строго блиски луѓе, дали се работи за јавниот сектор, дали се работи за политичките органи на Социјалдемократскиот сојуз, Зоран Дамјановски исклучиво инсталира негови блиски роднини. И во таква една поставеност, нормално е да локалната самоуправа во наредниот период ги плаќа и ја плаќа цената на погрешните политики. И сигурно дека оваа блокада која што е сега на локалната самоуправа, долговите кои што ги имаат јавните предпријатија, долговите кои што ги има самата локална самоуправа,
се повеќе и повеќе ќе ги чувствуваме ние како граѓани. Граѓаните на Куманово се помалку ќе гледаат инвестиции и ќе ги задоволуваат своите потреби од аспект на основно нешто кое го говоревме дури и ние во кампањата, во делот на инфраструктурата и така натаму, што Куманово е град кој во урбани средини нема канализација, нема тротоари, има проблем со водоснабдување и така натаму. Наместо со тоа да се занимава локалната самоуправа предводена од Зоран Дамјановски, те исклучиво се водат од свое кадровско инсталирање во сите сфери на живеењето во градот. По изборите го напуштивте работното место во јавниот сектор, кое што е дел од локалната самоуправа. Денес работите како адвокат. На што се должи тоа? Па, на што се должи? Пред се, сметам дека во политиката мора да бидеме реални, да бидеме конкретни, да бидеме искрени кон она што го работиме и за она кое што се залагаме. Значи, сигурно дека сум бил дел од локалната самоуправа и како вработен во јавното предпријатие сум бил дел и од органите на локалната самоуправа, се до оној момент додека сметав дека одредени работи функционираат онака како што треба. Во овој момент апсолутно, значи, во политичкиот ангажман сметам дека треба слободата на изразување да е пред се на едно највисоко ниво, адвокатурата тоа го дозволува. Значи, ако сум критичен кон она што се случува и во јавните предпријатија, и во предпријатието во кое сум работел. Значи, сум бил секогаш критичен, отворен и секогаш ми било предизвик да се движиме напред. Во овој момент сметам дека како директен критичар на работењето на господин Дамјановски, а од друга страна подготвен секогаш да бидам на страната на правдата, на слободата на изразување, на правата на граѓаните, на слободи и права на граѓаните, адвокатурата тоа го дозволува и многу пати кажувам, државата, правото и политиката одат заедно, уште од време на Аристотел и Платон, така да и овде мојата професија ми дозволува да политичките ангажмани одат паралелно со она што во суштина сум професионално, адвокатурата, правото е составен дел на мојата професија, е моја професија, на мојот живот и со една таква комбинација на живење, сигурно дека во наредниот период можам и да помогнам на сите оние кои што сметам дека во одреден момент им треба дури и правна помош. На локалните избори наставивте како независен кандидат на граѓанската иницијатива Кога ако не сега, во која протежиравте кампања дека граѓаните имаат можност да дадат свој предлог, мислење без да се дел од политичка партија. Сега станавте дел на политичката партија Гром во Македонија. Се промени ли нешто во меѓувреме или мора да се биде дел од политичка партија за да се успее во Македонија? Не, значи не се промени. Ние настапивме независни. Во најголем дел бевме вклучени луѓе кои што сме поминале во одредени политички партии, но имавме огромна поддршка од луѓе кои што никогаш не биле членови на политички партии. Значи во една таква политичка сцена настапивме самостојно, настапивме независно и тоа се случуваше на територијата на Република Македонија во повеќе градови. Значи факт е дека кај граѓаните на Република Македонија има потреба од трет политички субјект. Локалните избори го покажаа тоа. Значи имаме во скоро сите општини независни советници. Имавме неколку кандидати за градоначалници, дури и одредени градоначалници победија. Со тоа што поради изборните правила во изборниот законник, дел од нив настапи и со печати на други политички партии, поради тоа што нели роковите се такви какви што се во законот во изборниот законник, но апсолутно на овие избори после локалните избори се покаже дека во Република Македонија има потреба од трет политички субјект. Од друга страна, значи сите ние кои што настапивме независно, дојдовме во една позиција да тоа го почувствуваме на своја кожа, дека да, во ред граѓаните го бараат тоа, но што си посилен, што си покрупен, повеќе и побрзо ќе ги оствариш своите политички цели. Ние на анкетите дури имавме проценка дека се движиме од 8 до 10%. На денот на изборите да тој процент го сведеме на 6.
проценти. На што се должи тоа? Тоа се должи на притисокот кој што го направија двете политички партии, и опозиционата и позиционата на централно и локално ниво, како и да се земе. Значи, дојдовме во ситуација сите ние да бидеме предмет на еден таков притисок и да едноставно граѓаните, значи, и тоа е абсурд, да на анкети се појавувате со поголем процент на денот на изборите, како независни, да тој процент падне на поддршка, и од тие причини влеговме во една заедничка битка. Позади господинот Стефчо Јакимовски застанавме сите оние кои што и настапивме на локалните избори, тој како победник на локалните избори, од друга страна покрај нас овде во Куманово, каде што можам да кажам со едно огромно мнозинство проценивме сите заедно кои што бевме учесници и со поддршката на граѓаните кои што ни ја дадоа, ние се приклучивме кон иницијативата за формирање на ГРОМ, која што конечно ќе се случи на 14 септември. И сето тоа, значи покрај нас од Куманово, тоа е случајот со Панчо Минов, двата советника и поддршката на кавадарчани во делот на ГРОМ, Кисела вода, Неготино, одредени други општини, Охрид и така натаму, кај што имаше независни листи, сите ние застанавме позади господин Стефчо Јакимовски во иницијативата заеднички да го направиме ГРОМ победничка партија. Што може да очекуваат граѓаните од ГРОМ, во што е разликата во вашата партија и од другите политички партии? Значи, искуството кое го имавме до сега, значи, политички во добар дел може да кажеме дека ГРОМ е составен од многу политички искусни луѓе кои што поминале доста во политиката, кои имаат резултати во политиката, и тука ќе сретнете и градоначалници, и пратеници, и одредени други функции на високо ниво во Република Македонија. Разликата е тоа што даваме предност на граѓанинот. Ако го погледнете изборниот модел во Република Македонија, гледате дека исклучиво се штити партијата. Значи, моќните, големите партии доаѓаат во позиција да едноставно го делегираат изборниот модел, да начинот на кој се избира се елиминираат. Малите 2011 предвремените избори тоа го покажа. Значи, партии со 20, 30, 40 хиляди гласа не успеа да имаат своји представници во собранието. Значи, основно нешто што ГРОМ ќе го движи е граѓанинот, интересот на граѓанинот, квалитетниот граѓанин, секој нешто сака да допринесе, да добие шанса, да му се даде можност, да не биде партијата предзнак, услов за можност граѓанинот да функционира. И кога говориме граѓанинот, мислиме и на единката, и на поединецот, но и на пошироките здружувања од аспект на фирма, приватен сектор и така натаму. И сето тоа е нешто што во наредниот период граѓаните ќе го почувствуваат. Тоа ние во иницијативниот одбор веќе го гледаме. ГРОМ веќе влегува во една бројка која што може да кажеме дека е огромна, што на задоволство на сите нас, и поддршката која доаѓа. Тоа се случува и во Куманово, тоа се случува и во Скопје, тоа се случува и во сите овие неколку града кои што испоменав, и секаде низ Република Македонија. Постои ли интерес кај граѓаните за зачленување и дали може да очекуваме некои попознати политички лица? Значи, пред се ГРОМ ќе биде препознатлив со својата програма, со сето она кое што ќе му го понудиме на граѓаните и ќе им дадеме можност да видат, да ја почувствуваат промената и да почувствуваат дека некој друг на различен начин ќе ги остварува политичките цели во Република Македонија. ГРОМ се формира да ги решава проблемите на граѓаните, затоа што реално е и дека Република Македонија и како држава и граѓаните поединечно имаат многу проблеми. Значи, гледате, состојбата во Република Македонија е во незавидна состојба, се повеќе присутна сиромаштијата, кога говориме за граѓаните, се повеќе присутна сиромаштијата и за државата, но гледаме дека и државата, сите ние чувствуваме дека стагнира на политичко ниво, во делот на интегративните процеси и така натаму. Сега светла точка на задоволство на сите нас ни е спортот, сите со неочекување го чекаме Европското првенство, и тоа се светлите точки. ГРОМ се формира да даде се повеќе светли точки, да се чувствуваме горди што сме македонци, што може овде да дадеме свој придонес. Кога говориме македонци, мислиме на сите оние кои што живеат во Република Македонија, затоа што ГРОМ во својата политичка агенда е мултиетничка партија, имаме огромно членство во делот на
сите националности кои живеат во Република Македонија, и Срби, Албанци, Роми, што ни е на огромно задоволство, Бошњаци, да не забораваме никој, многу членови од многу националности, што исто така ни дава уште еден потик да продолжиме да бидеме представници на сите граѓани во Република Македонија. Значи, сега и во контекст на она што е заедничко на независната опција, кога сега кој што настапивме на локалните избори, говориме за Куманово, и на Гром даваме можност граѓаните да дадат свој придонес во програмските цели, во барањата, како да дојдеме до подобри решенија. Значи, еве на нашиот сајт на Гром имаме инкубатор на идеи. На задоволство на сите нас, таму многу идеи ни пристигнуваат од граѓаните, што добар дел веќе се наоѓаат во нашата програма, која што ќе биде составен дел од актите на основачкото собрание на 14 септември, и сигурно дека затоа сме граѓанска опција за Македонија, даваме можност граѓаните да се препознаат. Не е членството услов да дадат свој придонес кон пласирање на сите оние идеи и сигурно афирмирање на позитивноста во Република Македонија. Нели сметате дека премногу ентузијастички влеговте во овој потфат? Вашиот лидер Стефче Екимовски најави дека Гром нема да биде опозиција, туку власт. Не е ентузијастички ако се земат резултатите на локалните избори. Значи, земете ги поединечно сите оние кои што настапивме на локалните избори, ќе видите дека се работи за една огромна бројка на гласови кои што ја добивме сите ние во Куманово, Кавадарци, во Охрид, во Неготино, Кисела Вода и така натаму. Секаде кај што имаше независни кои што сме дел од Гром, и ќе видите дека не е празен ентузијазам. Граѓаните бараат, ќе повторам, трета политичка опција која ќе излезе од овој од овие ровови на двата политички субјекта, значи ВМРО ДПМН и СДСМ. Гледате дека последната информација не успеа да излезат со заеднички предлог комисијата за 24 декември. Тоа е уште еден поразителен чекор за Република Македонија во евроинтегративните процеси, но тоа е нешто што Гром сака да го промени. На граѓаните да им дадеме можност дека во овој црно-бел свет има трета опција која ќе им даде можност да тргнеме напред кон евроинтегративните процеси, кон подобриот живот, да едноставно продолжиме да ги решаваме проблемите. И тука Гром ја гледа својата шанса, граѓаните ја гледаат шансата во Гром, граѓаните ни пристапуваат секојдневно, значи имаме огромна бројка на веќе зачленети членови во делот на иницијативата, која што по формирање на партијата ќе бидат и членови на партијата. Тој број расне секојдневно, значи и граѓаните во брзо време тоа ќе го почувствуваат, ќе видат, и во делот на кадровската екипираност, и во делот на програмските цели, и во делот на желбата за промени на состојбите во Република Македонија. Република Македонија, вака како што тргнало, не може да продолжи напред. Тоа движење напред ќе го почне Гром. На 14 септември ќе се одржи основачкото собрание на Гром. Како течат подготовките? Па, како што кажа, веќе сме во завршна фаза на актите, значи статутот, програмата, иницијативниот одбор веќе работи во делот на организацијата на основачкото собрание. Тоа е уште еден потик, значи да полека, но сигурно веќе од 14 септември со забрзани чекори продолжиме во нашето представување пред граѓаните, затоа што сега работевме максимално посветени на овие програмски цели, на запознавање на граѓаните, значи ние имавме една активност скоро во секое населено место, во секој град поминавме, ги запознавме граѓаните со нашите цели, со нашата идеја, зашто Гром се формира, наидовме на огромна поддршка од граѓаните. Сигурно дека во овој политички амбиент граѓаните го чувствуваат тоа, потребата од нов политички субјект, и веќе со подготовките сме при крај. 14 септември ќе дадеме можност граѓаните да имаат нов избор во Република Македонија,
одредени показатели веќе одат во правеци и во поддршката на Гром, тоа се приметува, но сигурно дека после 14 септември оставаме јавноста тоа да го процени, значи имаме анализи, сета ова работа која што во изминатиот период ја работевме макутрпно, максимално посветени на идејата Гром да заживее и во директна подготовка со формирањето на Гром да влеземе во победничкиот, затоа што граѓаните имаат потреба за тоа. Веруваме дека граѓаните ќе се поистоветат со Гром, не случајно граѓанска опција за Македонија, граѓаните го бараат тоа, граѓаните ќе се пронајдат во Гром.